Граѓанското здружение Ини од Виница почна проект со кој ќе работи на зајакнување на отпорноста кај постарите и лицата со попреченост за време на COVID-19 и слични катастрофи во иднина. Главната цел е да се придонесе за поквалитетен живот, мобилност, социализација и подобрување на физичкото и менталното здравје кај повозрасната популација, која е и поранлива на глобалните здравствени предизвици. Активностите ќе бидат насочени кон унапредување на физичката подготвеност, примената на здрави животни стилови, јакнење на групната припадност, односно припадноста кон заедницата. Со спроведување на проектот Активен живот, каде целната група, реков се, жените пензионерки од Виница, во периодот од ноември 2022 година до 31 јули 2023 година, преку физички активности со лесни групни вежби во затворен простор и прошетки на отворено, кои ќе бидат организирани во правилни временски интервали, ќе го промовираме физичкото вежбање, но и други заеднички активности за старите лица. Исто така, како дел од проектот ќе бидат организирани повеќе едукативни работелници како здравствени и социјални права и така натаму, активен живот, исхрана, активни стилови на живење и така натаму. И ќе се обидеме да ја промовираме меѓу генерацијската солидарност. Да вклучуваме млади лица во заедничките групни вежби помеѓу старите лица, младите, најмладите, така да биде нашаредно, да бидеме сите вклучени, затоа што да научат младите лица дека еднаш и тие ќе дојдат на тоа место и да се обидеме потоа, по завршувањето на проектот, тие активности да можат да станат како дел од секојдневниот живот, да не мора да чекаме проект, него само да се организираме и да ги спроведуваме активностите. Имплементацијата на проектот е поддржана од Здруженијето на пензионери од Виница, од Граѓанското здружение Златно доба, Здравствениот дом Виница, Фондот за здравствено осигурување, Центарот за социјални работи и од локалната самоуправа на Виница. Активностите се дел од регионален балкански проект, чиј носител е Црвениот крст на Србија. Вклучени се и граѓански здруженија од Црнагора, Србија и Косово. Финансиската и друга поддршка за реализација на активностите е обезбедена од фондовите на Европската Унија, како и од Црвениот крст на Австрија и Австриската агенција за развој и соработка АДЦ.